Добре дојдовте во За или против, јас сум Љубчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Милан Стефановски, безбедносен експерт, политиколог. Добре ден. Добро ве најдов. Милан, минатата недела Македонија беше буквално кажано сардисана од пожари. Многу симптоматично, што би рекле, но како што започна целата таа работа, така наеднаш и прекина. Да, институциите се вклучија со сета своја сила, буквално кажано, нели вклучија турбо и го направија тоа што го направија, но индикативно е како се одвиваше оваа работа, како некој некого да не речам да искара, па наеднаш некој да престане да прави нешто. Имаше многу наводи кои што водеа на кај опозицијата, и на кај ДУИ, и на кај СДСМ, и ден денес имаме пресконференции на владеачката ВМРО на која што ги обвинуваат токму СДСМ и ДУИ. Дали е возможно опозицијата да падна толку ниско и да го правеше тоа што никој ни на крај памет не би го правил? Добро, опозицијата генерално сите овие години наназад ако анализираме, ќе дојдеме до заклучок дека дното не постои за нив и дека они се подложни да преминат кон разни тактики за да можат да го отврнат вниманието кон напредокот на држава. Во овој случај мотивот е јасен. Најпрво да се сложува институциите посериозно ја зема работата во своите раце, бидејќи пожарите се деструктивни. Во таа смисла, они и одредени земји во Европска унија ги третираат подметување збором на пожари со намера, ги третираат како терористички акт, бидејќи истата рефлексија имате. Значи, вие кога имате терористички акт, создавате несигурност и револт, бидејќи тогаш луѓето не се сигурни, се гневни, очекуваат системот да реагира. И затоа и подметувањето на пожар од ваков обем во некои држави може да се третира, или ние можеме денеска да го дефинираме, дека станува збор за терористички акт, бидејќи вие тогаш, освен што напаѓате природата и правите еколошки геноцид и генерирате многу финансии во обнова на природата, може да настрадат и човечки животи. Ние бевме сведоци дека и неколку луѓе го трагично го загина. Десетина случаи настрана и беа фатени како го прават тоа. Тоа е уште по... Сега вториот елемент е мотивот. Зошто некој применува ваква тактика? Тоа затоа што немате други тактики во својот ракав, бидејќи веројатно вашиот политички опонент, во овој случај ВМРО ДПМН, добро е тера работата. Државата ја доведува во ред. Нормално и треба време, бидејќи после 7 години уништување, после една година невозможно е вие да ги сите точки да ги коригирате. Она што вас ви останува, а немате идеи, е да примените вакви злонамерни тактики кои на крајот од денот беа подкрепени со чести пресконференции, токму зборувајќи за таа тема, бидејќи друга тема они немаат, или е Кочани трагедијата, или се пожарите. Вториот дел од мотивот е дека они во недостиг на политики можат да применат и веројатно во информации што ги имаме неофицијални, фатени луѓе кои биле членови на политички партии кои намерно предизвикувале пожари. Во таа смисла не ме чуди мене ништо во однос на тоа, но граѓаните треба да си пресудат. Има избори, ќе го материализираат тоа. Државата добро се справува со тоа. Ние имаме лимитирани капацитети во делот на невоени закони, односно цивилна заштита против пожарни брегани и така натаму. Таму треба да се инвестира, но со овие капацитети, со доброто менаџирање, ние добро се справуваме со пожарите. Бевме сведоци не така неодамна, каде што премиери и лидери на политички партии во најголемите пожари се сонча во Грција, системот не го менаџира и ние изгубивме премногу шума и мислам дека имаше една статистика, бевме во врвот на Европа каде што изгубивме премногу зелен фонд во пожарите. Она што се случи не е дека се зборува на памет и мислам дека и власта, владеачките партии не ги прават тие пресконференции бадија. Она што го спомена ти, имаше наводи за можна поврзаност. Едниот беше член
на Дуј, каде што беше откриено тоа што беше откриено пиротехника и запаливи материјали. На Блаце беа откриени палетите полиени со бензин. Во Ѓорче беше фатен еден, исто така нели во обид за палење. Се случи малолетници во околината на Рачиново. Денеска имавме во Кумановско исто така обид за палење на кабли, и тоа малолетни го правеше, но најчесто според наводите се инструирани. Така што дали буквално она што го кажа, да не речам супериорноста на ВМРО ДПМН на терени во политиките ги натера некого, да не речам кого, на очајнички вакви потези. Очајнички и многу опасни. Така, затоа што пироманија, ова веќе затоа јас велам дека веројатно треба да се направи промена и во кривичниот законник, бидејќи треба да се третира сериозно. Ако вие оставите ова да не помине казната, затоа што не се заскрива зад малолетници, ги им студираат, им дават можеби финансиски средства, а штетите се огромни, тогаш треба да се направи промена во кривичниот законник, каде што ова злосторство треба да се третира на сосема друго ниво, односно со многу потешки казни. Во таа смисла, очајнички се тие потези, затоа што велам дека феноменот на растот на рейтингот на ВМРО ДПМН и на лидерот на ВМРО ДПМН е сам по себе феномен, бидејќи искуството говори дека вие кога ќе преземете власта последна година, вие имате или стагнација во рейтингот или благо намалување. Во овој случај рейтингот е во раст заради два сегменти: погрешните политики на СДСМ, односно прочитаните, затоа што се лепат на трагедии, на злосторства, на пироманија, на некрофилија и така натаму, затоа што не имаат недостаток од политички сенс и немаат идеи, но од друга страна тоа е краткорочно. Долгорочно граѓаните препознаваат дека оваа влада ги решава систематски проблемите. Свесни се дека не е исто вие после 7 години да наследите стабилна држава и да почнете да го надградувате тој систем, и да наследите 7 години урнисана држава, затоа што вие треба тоа да го стабилизират. И тоа е така, да седнете вие на маса и да почнете да средувате масата, вие ќе треба да идете по приоритети. Затоа бара и владата до граните трпение, бидејќи премногу приоритети се направени, премногу уништени се девалвирани се институциите, и во таква стратегија, кога се оцртуваат приоритетите, треба да имате систематско и системско решение. Граѓаните тоа го препознаваат и затоа е рейтингот таков како што е. И затоа е СДСМ веројатно, лошо да кажеме принудена, но таа очекувам да ги засели своите негативни наративи и постапки и ќе се го добија заслуженото на изборите. Оно што го спомена, сите конференции во минатиот период најпрво им беа закочани, сега се намалија благодарение во наводници на пожарите кои што беа, за да сега кога се намали интензитетот на пожарите, имавме и пресконференција со обвинувања за власта, за она што се случи во Прилеп, двојното убиство и самоубиство, и тука повторно е виновна власта. Не може да излезат од таа матрица за злоупотреба на несреќи и човечки судбини, за жал. Нив им е тоа у автобиографија, они имаат таков им е прво мајнсетот, затоа што они у 30 на години независна држава, вие генерираат политики, се сеќавате 2001, еве, нели, баш пред да влеземе разговаравме со вас колку многу често македонските граѓани забораваат, но трагите историјата немилосрдна. Се сеќавате 2001 кога државата беше во воен конфликт, како СДСМ се однесуваше. Заборавајќи дека они во нивно време имаше атентат на председател на држава, како тоа го менаџира, па денеска гледаме во ликот на експертот Фрчковски како дели лекции што треба да направи МВР, а во негово време во депото фалеа не знам колку килограми кокаин, или кога место да опремува полицијата купуваше реба ночила. И денеска нели го гледаме како еден главен протагонист на политиките на СДСМ. Во таа мера и сите тие трагични околности на државата кои секаде се случуваат, но во други нормални општества, каде што нормална опозицијата треба да повика на обединеност, да ги стави своите капацитети, во овој случај да повика волонтери, да дадат поддршка на пожарникарите и така натаму, они се лепат на приказната и ја генерираат таа негативизам, мислејќи дека ќе спечелат некој поен повеќе, или се свесни дека не можат никогаш да добијат поен повеќе, па преку деструкција, преку немери да го свртат вниманието, бидејќи они немаат ниту еден добар проект во овие 7 претходни и овие 8 години, бидејќи имаат и граначалници кои се актуелни,
во таа смисла они се во една многу лоша позиција и јас не им предвидувам добра политичка иднина, бидејќи после овие избори они може да станат и трета или четврта политичка сила. Велат дека во политиката и во војната се е дозволено и нормално, логично било тоа се оправдувањата, дека е нормално нели опозицијата да реагира како што реагира, што реално и не е така. Ако се сеќаваш, денови имаше во Тексас една страшна поплава во која што загинаа многу луѓе, меѓу другото и 30 деца. Таму имаше пропусти многу, имаше сирени кои што не биле ставени за да бидат спасени тие деца и ќе биле спасени во тој детскиот нели извиднички камп што беше и слично, многу работи кои што се случија на кои што државата можела да реагира, но не реагирала, но не видовме таму пресконференции во Америка демократите да излезат и да ги обвинат републиканците зошто ни загинаа децата, она што се случува за жал кај нас, иако па претходното ако земеме 7 годишно кој што беше и зошто беше, но не е баш така политиката во светот како што сакаат да ја прикажат. Таму има многу повеќе и скрупули и култура на политичко однесување. Ова нашето наликува на некои многу минати времиња. Да, и политиката и војната, нели велите дека е се дозволено, но и дури и во војната, според меѓународното хуманитарно право, кога Женевските конвенции, имате ранети или према луѓето кои даваат помош на ранетите војници, има некоја етика, некој морал, или кога многу загинати има, па има некој примирие. Тука нема такво нешто, кај СДСМ нема такво нешто. Ако ние сме ранети условно кажано затоа што имаме пожар или имаме некоја трагедија од типот на Кочани, они не го пошитуваат тоа, они веќе следниот час почнуваат да си прават пиар заради тоа. Од таа перспектива они не заслужуваат воопшто таква анализа. Лос Анџелес гореше пред неколку години сериозно, на многу холивудски звезди им згорят домовите, па никој не најде целисходно да обвинува. Тоа е мајнсето, таа култура која сите се обединуваат да помогнат. Еве и ние имаме потреба од обединување во општеството, затоа што во Европа има друг контекст кон проширувањето. Не свати СДСМ дека во обединувањето лежи и сршта дека можеме да имаме и подобра држава, подобра преговарачка маса, подобар систем за цивилна заштита, подобар систем за безбедност и така натаму, затоа оние го изгубија и приматот за државотворна партија. Они генерално имаат безличност и ме плаши што итаат кон тоа, бидејќи вие кога не сте разумни може да правите глупости од типот на ова прилеп дека државата не е безбедна и така натаму. Да, секогаш ќе има трагедии. Ние сме општество кое е во транзиција во смисла на системот каде што треба да коригираме, но тие сме транзиција заради нив. Они го девастираа овој систем. Овој систем нема контрола и бара време да се коригира. Но и они се атавизам на минатиот систем. Тие се минатиот систем, да не се лажеме. Тие се наследниците на комунистичката партија и тоа јавно го прокламира за да го добијат имотот на комунистичката партија, која што беше минатиот систем. Ние всушност цело време се обидуваме да излеземе од нивниот систем и да преминеме во оној модерен капиталистички каков и Ни секој убиство и секоја сообраќајка ќе гледат низ таа призма и мислам дека се прочитани од гледачите и од народот. Бидејќи тоа пречесто го прават, преочигледно е веќе и мислам дека они само се дефинираат дека се деструктивна партија. Кога имате вие деструктивна мисла, денеска да се разбудите и направите нешто лошо, ајде сега да го уништиме ВМРО, а со тоа и државата, бидејќи народ гласал за ВМРО ДПМН, тоа говори се за вас и мислам дека они идат во некоја бездна каде што ќе нема да се вратат. Дали буквално кажано вистинската причина за овие очајнички потези, за оваа паника на опозицијата, за многумина ќе речат некрофилија, претежок збор, ама морбидно е и мизантропски е однесувањето, но има едни бројки кои што се повторуваат веќе втор пат во рамки на скоро половина година. Зборуваме за две анкети поред, во кои што според анкетираните македонски граѓани, и тоа е реална анкета на неколку пати, Филипче се обиде да одговори на пресконференции со лажни анкети. Не знам дали го запримети, на неколку пати пишував за тоа, измислуваат анкети. Во наши анкети има ВМРО губили, а реалните анкети се подкрепени со кога е направена, на колкав примерок е направена, кој е нарачателот, како е извршена, според методологија, временски период, се е во нив. Последната анкета, која што се поклопува со една која што беше пред 5-6 месеци, вели дека 52%
од граѓаните во Република Македонија ќе гласаат за ВМРО ДПМНЕ доколку утре има избори. Првиот пат кога се случи тоа беше преседан. Досега се немаше случено, тоа беше 51,8%. Чинам сега е уште поголем број од 52,23, да се случи некој на некоја си анкета да има повеќе од половина од гласачкото тело кое што е на негова страна, после само една година, после за жал трагедијата во Кочани и се што ни се случуваше, значи ВМРО ДПМН е 52%. 48% остануваат за СДСМ, ДУИ, Вреди, Знам и сите останати. Така што премногу големи и страшни бројки се претпоставувам овие за опозицијата, особено за СДСМ, која што е 1/5 според двете анкети поред од она кое што е нели бројката на ВМРО ДПМН. Да. Апсолутно сте во право. Во првиот контекст почна судењето за онкологија, ако се сеќавате. Да. И Кочани доби своја видна завршница, тој формат е заокружен на обвиненија на луѓе кои они претходно винуваат дека нема да има луѓе кои биле во ВМРО и така натаму. Веднаш има спинови. Веднаш се бара, стануваш са бели и бараш трагедија, каде има некој починат или каде се случило некоја неубава работа и вие да го изградите тоа, бидејќи тој систем е казнет и се добива некоја судска форма, она судство кој го имаме коментирано какво што е, за жал, но добива некаква слика и они преминуваат кон спин, ајде се да се фатиме за нешто лошо, да мислејќи дека народот ќе заборави како они владееле. Во таа мера е и контекстот кон анкетите. Станува збор дека секоја релевантна анкета има своја методологија. Они може да си вадат своји анкети од джеп. Тоа го прави и пред изборите, убедува дека доминантно вода, дека ќе победат и они ќе бидат и доживеат дебакл. Доживеат дебакл, они се да ги паркираме како нерелевантни во анкетите, но еве да нема анкети. Општото расположение кај луѓето, ако идете, се движите, се социјален тип, пиете кафе, комуницирате со ваши роднини, некој вработен на едно место, некој друго, печатокот е тоа, дека оваа влада заслужува да добие мандат каде што прво ќе ги санира проблемите кои ги има СДСМ и не се така мали, тие се практично секоја институција е урнисана, секаде има криминал. Нашата меѓународна позиција е сериозно загрозена. Ова што ни се случува денес е како резултат на 7 години виткање кичма и така натаму, се добива впечаток дека луѓето се свесни, затоа што биле свесни во каква дупка да носеле СДСМ и се свесни дека за тоа бара време да се коригира тој систем. Многу е тешко, повторно велам, да вие во една нормална држава после 7 години да можете само да го коригирате, да го адаптирате, да својата програма да наметнете, односно се вие ги санирате дупките, па за да направите асфалт, условно градежно кажано. Сега градежната експанзија е актуелна и преку таа метафора. Вие треба дупкиве се да ги санираме, за да може да направиме автопат. Тие дупки се да само ги има правено. И они тоа се ќе направат. Значи се обидат да можат тој систем да го компрометираат, да нема асфалт. Сега граѓаните се мудри, во 30 на години транзиција, јавни политики, многу трагедии, се свесни затоа што знаат да проценат. Нема афера ВМРО ДПМН во една година, никаква крупна, ниту ситна. Не можам да заклучам такво нешто. Трагедијата во Кочани не можам да оставам на грбот на ВМРО ДПМН, бидејќи станува збор за трагедија која коруптивниот систем во последните 7 години и повеќе е само наталожуван, маскиран, ставан под типисон и така натаму. И вие доаѓате и ви се случува после 6 месеци такво нешто. Кој нормален ќе ве обвини дека вие сте виновен, а при тоа и во вашата влада имате осомничени луѓе кои се пред лицето на правдата. Затоа е тој рейтинг во нагорна линија и ќе оди во нагорна линија, затоа што освен тоа што СДСМ има лоши политики, владата со многу тешкоти дава резултати. Вие освен што санирате, веројатно таа влада работи повеќе од 24 часа, условно кажано, затоа што вие освен што санирате, вие имате
тимови и работа кои што носат успеси, странски инвестиции, инфраструктурни проекти се завршуваат, во енергетиката, што се најавуваат за инвестиции во гасните централи, тоа ако се случи, тоа е огромен генератор на БТП-то. Понатака, тука е и договорот со Обединетото кралство. Вие да однесете државата во зона на интерес на големите сили, дали било тоа Соединетите американски држави, Будимпешта, односно Унгарија, Велика Британија и така натаму, говори на тоа дека вие работите на повеќе полиња, на дворешна политика, финансии, МВР работи одлично, ги сузбивате и криминалци, на секаде го гледаме тој ефект. Така што отприлика тука би го заокружил таа теза дека анкетата не доаѓа сама по себе. Тоа не е желба на неколку луѓе у партијата. Тоа е релевантниот приказ на расположението на граѓаните и тоа ќе го видиме за локалните избори за не многу одамна сега, нели? Сега се во октомври и во ноември, ќе го видиме расположението. Но она што гледам дека СДСМ е во паника, тоа говори дека они се свесни дека ги чека историски пораз. Оно што го кажа ти на почетокот, да, СДСМ е веќе трета партија според бројот на гласови предвидени според анкетите. И меѓу другото, има констатирано во однос на двете анкети кои што беа за МКДМК направени од Market Vision, дека раст има ВМРО ДПМН, знам, многу благ раст има и СДСМ, а има очебиен пад кај ДУИ и кај Левица во однос на сето ова, но СДСМ се трети. Одат приказките за лидерите, исто така ова е преседан. Кристијан Мицковски има 27,3%, сите лидери под него. Ако ги собереш заедно, немаат 20. Немаат 27, споредбено со Филипче има скоро 6 пати поголем, тој е околу 4, нешто, и една друга работа, Али Ахмет има 50% поголем рейтинг од председателот на СДСМ. И тоа така не се случило никогаш. Минатата беа многу помала разликата. Таравари беше до Филипче, сега Таравари е минимално паднат, но е многу близко. Дојде СДСМ на нивото на Арбен Таравари, буквално кажано да има лидер, а според гласовите се поддуи и Ахмети има 50% поголем рейтинг од председател на СДСМ. Како што кажа ти, декларативно се, нели, носеа дека се државотворна партија, се менуваат работите драстично и рапидно. И тоа не е дошло така случајно, тие бројки не се дојдени случајно, затоа што за да дојдеш до тие бројки, ти треба да генерираш политики, лоши политики. Во овие 7 години, ако анализираме секоја година колку СДСМ има несработено, колку корупцијски афери има, дека немаат ниту еден значаен инфраструктурен проект, ја прокоцка меѓународната поддршка, никаков бенефит економски од членството во НАТО. 3 пати од авион не лаже дека сме почнале преговори со Европската унија. Лошите договори со Бугарија, цехот го плакаме денес. Луѓето, после 7 години, кога ќе видат знак на надеж, не ја заборават фрустрацијата, во кои тие 7 години они живееле. Значи, вие кога ќе тргнете од себе, живеете 5-7 години во апатија, не сте свесни колку е таа длабока апатија, додека не ја видите надежта. Кога ќе видите вие надежта, нема да заборавите апатијата. Таа фрустрација ќе ви излезе. Можеби тогаш ќе биде каналот на таа фрустрација се канализира за некој начин да ги казните тие лоши политики. Тога е тој момент. Затоа СДСМ ќе оди и четврта политичка партија, ако вака продолжи, а ВМРО ќе оди нагоре бидејќи вие за една година да направите автопат Киче во Охрид, како за 7 години, овие, што немаат ништо чепната, или на други патишта, експресни патишта, да не ги спомнувам, познати се на јавноста, не се направи ни 7 години. И се тоа, мисля дека таа анкета дошла заради тоа што, нели, ВМРО ДПМН има подобра пропаганда, подобра пира. Не е така. Вие не можете да го излажете човекот кој треба да иде по автопат од Прилеп до Битола. Или затоа што има подобри сега медицински услуги, бидејќи се здравствените работници се можеби помотивирани, имаат подобра плата, или оние најави за инфраструктурни проекти, но што ВМРО ДПМН има препознати вракопис, а тоа што ќе го вети, ќе го оствари. Да, тоа е и од преходната лидерство на ВМРО ДПМН, но тоа денеска важи. И вие кога ќе најавите дека со тој кредит ќе направите болница, вие таа болница ќе направите. Тој клинички центар во Штип. Оттаму е фрустрацијата на СДСМ. Но граѓаните кога знаат дека некој ќе го вети од ВМРО и ќе го направи, таа фрустрација
кон негативизам на СДСМ се одразува во анкетите, а тој позитивизам кон ВМРО-ДПМН се изразува во анкетите. Токму она што го зборуваше е вчера излезената анкета, продолжение на ова што го коментиравме претходно. 41% од граѓаните мислат дека државата се движи во погрешна насока. Некој ќе рече многу е многу, бидејќи остануваат 60% кои што се позитивни, делумно позитивни и се, но има една друга констатација која што е многу битна. Пред изборите, последните анкети водеа од 66 до 82% на граѓаните кои што сметаа дека државата оди во погрешна насока. Во превод, за само една година се има променето 50 до 100%, ако одиме од 40 до 80 или од 40 до 60, од 50 до 100% е зголемена позитивната перцепција на граѓаните на случувањата во државата. Сето она што го зборувавме претходно е потврда на ова. Да, дополнително. Да. Насекаде. Првата година од владењето е најтешката година. Така. Било каде да анализирате, тогаш вие составате тим, детектирате проблеми, ангажирате човечки ресурси, правите ребаланс на буџет, преноминате средства, се сочувате во овој случај со големи криминали, гледате колку уништен системот. Очигледно е дека вие сте сето ова компензирале за да во рек од една година вие го санирате тоа и да давате надеж за позитивни сигнали. Затоа е во таа година е променета расположението во тие маргините. Затоа што тој феномен веројатно кој ВМРО успел да го наметне затоа што работи. Во една година кај сите политички партии насекаде во Европа е најтешката година и затоа расположението се очекува или да стагнира или да се намали. А во овој случај се зголемува, затоа што вие во една година сте успеале дупло да работите, да санирате и да дадете резултати. Не е неочекувано и ќе се зголемува поддршката на ВМРО-ДПМН, како ќе поминува времето, ќе се санираат проблемите и се повеќе резултати ќе бидат на површина. Контра сето ова е негативното расположение кое што се зголемува кон сегашната опозиција. Знаеш како политиколог, токму нешто го спомена не само првата година, тешко е одржувањето на воопшто почетниот рейтинг со текот на владењето, бидејќи најчесто со владењето паѓа рейтингот, а на опозицијата расте. Ние имаме еден обратен феномен кој што е во тек веќе една година во Македонија. Опозицијата постојано паѓа на анкетите, а власта расте, но и буквално кажано перцепцијата и рейтингот на нивните од врхушката, да не речам, нели, водачи, тука е лидерот во сенка Заев и тука е оној кој што го нарекуваат чувар на тронот Филипче. Според анкетата 53% од граѓаните скоро 53,1 всушност, веруваат во вмешаноста на Венко Филипче во аферата со јаглен, која што е со фирмата Зобек, грчкиот јаглен кој што гори во Македонија, а парите одат на сметката на кој друг ако не Вице Заев во Петрич, Бугарија. Индикативното во целата приказка е моментот што Венко Филипче има на истата адреса има фирма и меѓу другото од онаа дотична фирма има добиено 130.000 евра подарок джип Audi Q8 кој што во меѓувреме е продаден, претпоставувам за да не биде очино. Еве граѓаните да не речам не пијат нафта. Покрај сите информации 15% само, тоа е претпоставувам членството на СДСМ и нешто од ДУИ кои што велат не веруваат во таа приказка. Скоро 55% веруваат дека Венко Филипче го направил тоа. Не верува единствено јавното обвинителство кој што никако да покрене, нели, некој случај околу ова да испита што е целата работа, но еве им причина, скоро 55% од граѓаните веруваат дека е вистина она што е напишано. Истражувањето беше на ИРЛ, меѓу другото, но еве има многу моменти кои што наведуваат кон тоа. Многу милиони евра, 9 милиони евра. И претходно тоа се огромни суми. Јас во една прилика мислам дека во ова студио беше кога анализиравме за криминалите. Да. Спомнав дека тоа што е во рек Битола ќе биде мало врапче за ова што го анализиравме во смисла на пресметка на криминалните банди и така натаму. И претходно ИРЛ имаше стории и јавното виделство отвори истрага по допрен глас и по информациите кои беа протежирани ако ви текнува и со Жан Митрев болницата и претходно. Така, да. Мислам дека но таму сега не идоа на статива бидејќи испадна дека не. Аз се гледаше од авион дека не, но сега ми кажам јавното виделство реагираше и сега треба да изреагира бидејќи тоа истражување дава сомнеш дека се направени сериозни криминални дејанија
и братот на тогашниот премиер е вмешан во тоа. Во таа смисла треба да јавното обвинителство да покрени истрага, па ќе покаже истрагата дали сте вие нели виновен или не. Презумпција на невиност секогаш, спомнав можеби претходно имиња и примерот за претходното истражување, но јавното обвинителство да се покажа Жан Митрев дека не е виновен и клиниката нека го докаже тоа и за Филипче. Да. Така и за Филипче. Жално е што тој процент на СДСМ на луѓе што се во СДСМ веруваат дека Филипче е релевантен лидер. Так. Тој е лидер кој е во најголема конотација и во контекст на најблиско соработник на Зоран Заев. Ако некој сака да ја контролира партијата, ќе се го постави својот најблизок и пријател и бизнис партнер, бидејќи му ги знае сите бизниси, го наградува, го држи на ланче, така да Филипче е стечен управник или е лидер кој го чува столчето на Заев. Од таа смисла мене не ме чуди што он партнер на Заев и во невладината организација и во бизнисите генерира сомнеш дека можеби има и он дел од тој криминал во рек Битола и треба се анализира во тој контекст со носењето на Преспанскиот договор. Ако мотивот бил пари од соседна држава која тогаш имала своји интереси, толку договорот, така. Толку е договорот и мокта на тој договор и силата на тој договор. Уште криминали ќе излегуваат на површина, но најмногу ќе видат членовите на СДСМ кога СДСМ најверојатно ќе остане без ниту една општина и тогаш можеби ќе им биде јасно дека треба да се направат промени кои од СДСМ е потребен за државата. Така, секоја опозициона партија е коректор на државата, но СДСМ обновена, реформирана и честна и партија која ќе застане за националните интереси, а не криминогени испостави на луѓе кои се инвестираат по Дубај и правејќи штета по државата за да се заштитат од криминал. Претпоставувам дека најмногу боли кога некој ваш во наводници ќе го каже тоа што не сакате да го слушнете. Токму Костадин Костадинов изиритиран од тоа што му се случи што него нели кандидираа повторно како СДСМовец со тапија, кажа ви посакувам да освоите барем една општина. Тоа се негови зборови. Он има информации, он беше човекот на Зоран Заев меѓу другото. Интересно повторно да завршиме со анкетава, скоро 60% од граѓаните, 59, нешто на 100, веруваат дека Зоран Заев гради облакодери по Дубај, во превод веруваат дека е криминалец, да не се лажеме. Ова е уште поголем број од она за Филипче и интересно има пат и во оние неверните томи, тука се околу 13%, значи повторно членовите на СДСМ, тие 10% колку што е според бројката на проценката за партијата за гласовите што вела дека ќе гласаат за нив и плюс некој од ДУИ повторно нели за да контрира како и да е, но еве 60%, 2/3 од македонските граѓани веруваат дека бившиот премиер е криминалец. Тоа го вели анкетата. Да, и они веруваат пред анкетата, кога вас ве анкетира некој, вие ги имате веќе мислење. Вие мислењето ви е изградено. Значи анкетата не гради мислење, туку анкетата е врз база на мислење. Подценувањето на СДСМ кон граѓаните ги иритира граѓаните. Да, ама вие се информирате преку портали или не знаете дека дали е тоа вистина и така. Не е така. Барем во оваа година, сите тие афери кои во времето и на СДСМ излегува на површина, црни листи, истражување, предпоставките на службите, институциите, луѓето во окружувањето на Заев, говореа дека он и како градоначалник на СДСМ, ако не заборавите, он бараше по 1 евро, нели? Се вие ако јавно барате 1 евро за вице, едно за црквата, едно за мене, и претходно сте амнестирано глобал. Која е перцепцијата за граѓаните? 2/3, не мислам се малце 2/3. Ако го прецепираат Заев, какво мислење он има за Зоран Заев? Дали он е криминалец или не е криминалец? Ако вие имате фактичка состојба дека он е амнестиран за глобал и бара јавно по 1 евро, па потоа се занимаваше со бомби, па продаваше бомби на луѓе кои не така добро и мислат на државата, перцепцијата за Заев е таа.
и од место на премиер. Рек Битола, можеби некои други финансиски криминали кои ќе излезат на површина, така што сигурно верува дека тоа во Дубај гради, а затоа што Дубај има интересен финансиски систем. Затоа и они одат во Дубај, затоа призна Филипче дека има златна. 550.000 евра се потребни да ја добиете или никој од она што се новинарите не го вадеше, прашаат да. која е таа клиника која него го барала и дека за која златна што виза не се тврдеше, се добива. утврди дека не е така, дека треба да има веќе работно искуство таму и да има квалификации кои што тој ги нема за жал, значи не може да ја добие на тој Ама начин. не може ни по тој контекст што кажа дека Да. треба да добие златна виза. Златна виза не се дава заради работен однос во некоја клиника и треба тука новинарите да го прашуваат, а навистина да каже кој е мотивот за да добие златна виза и зошто токму од Дубај. И зашто Заев ја има таа златна виза? И зашто тој капитал тамо има тенденција Настрана да се што пере? беа на една журка со Харис Џиновиќ заедно со тој истиот Заев, многу зошто се во прашање, нели многу Многу зошто и прашање. тоа е сликата за СДСМ. Така. Си се журка на тука владава и народов се борат за држава да биде подобро и Возеа меѓународно. мотори во време на короната кога како муви гинеа И луѓе, ама не само у короната, пожарите кога беа, нели беа Така, сликани на на грчка Беровско плажа, со да. или на грчка плажа, ама и со мотори и Да. вака со тоа е реал. Знаете како? Жално е за една партија која е сведена на неколку луѓе да ја менажират, а тие луѓе повеќе веројатно го сакаат Дубај колку државата. Имаме уште теми за отворање со нас е Милан Стефановски, се враќаме веднаш по кусиот блок реклами, останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е политикологот Милан Стефановски. Милан, зборувавме за внатрешната политика во првиот дел, малку и за надворешната, она што ни се случи во Европскиот парламент минатата недела е една демистификација тотална, апсолутна на Бугарија, но од друга страна и на она што се вели една стара поговорка, ако не си на маса, најверојатно си дел од На менито. така? Да. Ако беше Заев, немаше да го видиме задната намера на Бугарија, која е. Он ќе прифатеше се и ќе обидуваше дека па и Филипче и било кој од тој кампус, дека тоа е добро за државата и дека немаме никакви проблеми во однос на јазикот и идентитетот. Ако Бугарија сериозно сакаше ни да ги внесеме бугарите и они нас не почитуваат, ете како братски народ со своја засебност, македонски јазик, идентитет и така натаму, зошто толку цврсто лобираа да се избрише тоа од еден извештај кој нели повеќе и помоцен е он е уврзувачки. Ама џокерот кој ВМРО ДПМН е во тактичка стратешка природа го чуваш за да ги разоткрие намерите на бугарската држава е токму инсистирањето на ставањето на бугарите во уставот. Ако вие тоа го изгубите, а тој џокер ги отвори сите карти, го направивте вие по сплетот на притисокот на околностите и така натаму, вие ќе немате одбранен механизам утре да имате подобра преговарачка маса или да го кажувате проблемот, да ја реформирате позицијата во надворешната политика, дека тоа не е принципиелно. А има многу непринципиелности. Нели, пресудите во Страсбур, какви се положбата на македонците во Бугарија, дали се тоа последните барања од Бугарија, непринципиелни надвор од критериумите од Копенхаген, принципите кои Европа нели ги протажира како демократска, слободноумна систем кој генерира вредности, принципи, почит на сите различности. Во Европскиот парламент тоа сето падна во вода. Излегоа тие лоши и злобни намери на бугарската држава да има контрола на државата преку генерирање на своја политика, претходно имале веројатно и своја власт и сакале тоа да го однесат до крај, бидејќи ако они имаат мотив да имаат таква влада која ќе биде под контрола во ликот на СДСМ, очекувале дека своите интереси кои историски се присутни и сакаат да бидат присутни е преку инсистирање на тој договор за добрососедство, но забораваме дека позади тој договор стоат многу барања на бугарската држава во однос на ревизија на историјата, во однос на заедничко учествување во некои историски ликови, многу модели да прават кочница
кон секој кластер. Вие ако имате 3-4 нерешени прашања, утре му рече, Радев му се сони дека Сандански бил бугарин, и он ќе рече, па вие треба да тоа го прифатите и некој нема да имате напредок кон Европската унија. ВМРО-ДПМН е многу стратешки, многу умешно го користеше тоа и треба да го користи, да ја дефинира политиката и да ја мобилизира јавноста во Европа и новите власти кои ќе дојдат во Европа, бидејќи таму ќе има избори, други партии протежираат други политики, да наметне својата приказна дека да, ние сакаме да бидеме во Европа, во таа Европа што ја знаеме како носител на слободата и заштитник на различностите, да биде тоа низ база на принципи. Се ќе направиме, но да немаме безусловни, односно условени барања на патот кои нас треба да не редефинираат. Ме плашеше она што дел од партиите сака да најдат модерен јазик на македонскиот. Тоа беше многу опасно. Веројатно со дипломатијата во МРДПМН тоа го санираше, бидејќи во претходниот извештај на комисијата стоеше македонскиот идентитет и македонскиот јазик, по кој во историска димензија ќе стои во некои документи дека тој постои. И тоа беше победа на дипломатијата, но бугарската дипломатија, бидејќи внатре во Европската унија, избоксува да се избрише тој дел кој нас ни ја ослика целата реалност, дека зад таа добра намера на Бугарија стои многу лоша приказна, која ни треба внимателно да следиме, и јас имав и напишано, мислам, на некои од порталите, дека треба да нема разочарување и напротив треба да ги реформираме позициите, но и да знаеме каква Европа ќе следи и да градиме партнерства кои, ова со Велика Британија, со Соединетите американски држави, Унгарија во Европската унија, ние нашата приказна во делот на вршната политика да ја надоградуваме. Она што го направи Бугарија има и безбедносен момент во себе, постојано што го прават, претходно го правеше Грција, сега заменикот нивни е Бугарија, со тоа што се противиш на подобрувањето и на иднината и на сена оваа држава како сосед, меѓу другото ние сме партнери со Европската унија, кандидати, а некој го спречува тоа. Има и безбедносен аспект, бидејќи се отвараат прилики и можности за некои други стратешки можности несакани, нели, за некого друг. Среќа што Соединетите американски држави ни се стратешки партнер и среќа што сме во НАТО заедно со Бугарија, оти ќе беше преседан затоа што Бугарија го користи наративот на Русија. Да. Русија токму контекстот во делот на историската димензија на украинскиот народ, Русија го побива и ја напаѓа, затоа што мисли дека дел од територијата на историска Русија. Тој наратив го користи Бугарија. Оттаму ние сме благодарни на Соединетите американски држави кои на некој начин направија се да бидеме дел од НАТО и не фаворизираат и со тие договори кои ние ги имаме во стратешката природба и со Обединетото кралство и со Соединетите американски држави ја одвраќаат Бугарија да примени кон политики кои можат да бидат деструктивни и можат своите апетити да ги прават на многу полош, подеструктивен начин. Оттаму тука сме ние безбедни, но мора да бидеме предпазливи и исто така ја поддржувам тезата на председател на владата Христијан Мицкоски, кој на некој начин вели Европа нема секогаш да ја толерира Бугарија. И мора внимателно, бидејќи ако се сеќавате се на еден форум, Алексис Ципрас кажа, ако ние не ја буткавме агендата за Преспански договор, секако Македонија ќе беше членка на НАТО. НАТО, дури под уставното име Македонија, а не Заев се нафати и видно што видно, односно најдоа корисни идиоти во моментот да одработат приказката која што, како што кажа и ти, ќе поминевме без да го направиме тоа што за жал го направи. Променивме уставното име, не го направивме, го направија, но ете, да биде тоа лекција да не ги направиме истите грешки и со Бугарија. Така, меѓу другото, сепак во Европарламентот се покаже и лицемерието на Европа, она што го спомнавме, ако не си намаса, тогаш си најверојатно дел од менито, но се покажа тоа дека е така. Се од една страна зборуваме за човекови права, лувка на демократијата го нарекуваат Европскиот парламент, бидејќи е дефинитивно најдемократското тело таму. Европската комисија е владата, бирократијата и сето тоа, но парламентот е малку поинаков, но го покажа тоа што го покажа.
Меѓу другото имаше и споредби на Македонија со останатите кои што се кандидати. Имавме изјави дека Украина е шампион. Сега ние сме шампиони во реформите, меѓу другото тоа го кажа, го посведочија повеќемина и од Европската комисија и парламентот и се, но Украина е шампионот затоа што е геостратешки треба да им се пушти вода да го направат тоа. Имаше остра реакција, ќе те прекинам само пред да продолжиш, на хрватскиот председател Милановиќ, кој што многу убаво им го кажа тој, и тоа многу интересно го кажа денеска на средба со кој друг, ако не со Румен Радев, и го кажа она што го кажа, вели дека ми се чини дека се поверојатно овој цинизам и дрскост на одредени европски структури е незапирлив. Овие луѓе се чини дека се обседнати со Украина, како тоа е да е нивниот начин да се остане на власт. Украина е земја во војна без јасно дефинирана територија, која што не е во можност да се финансира сама. Да се каже дека Украина е поблиску до членство во ЕУ отколку Црнагора или Македонија е дрска навреда кон овие земји. Тоа е неправедно и нехумено. Ние уништуваме таа земја, вели Милановиќ. Значи, има и во Европската унија земји како Хрватска, за наша среќа, кои што ја кажуваат вистината. И уште поинтересно тоа го кажа пред Радев, кој што се сложи со моментот дека не сме земјите од Западен Балкан да бидат така третирани, а Украина понапред, и уште, ајде да не речам, излажа, не ја блокираме, ние Македонија, рече на истата пресконференција. Се согласувам во целост. Мене не ми се допадна и два други контекста. Да. А тоа е влијанието на така наречен српски свет. Се гледа дека за тоа стои ракопис на одредени земји членки кои реалноста на Европа во овој дел на светот не ја познаваат доволно добро. Ако вие имате Трамп пишал писмо до Вучич и неговиот син доаѓа и американскиот амбасадор го поддржава Александар Вучич, тогаш дали тогаш американски свет има во Србија? Кој е тој српски свет што тука функционира? Тоа бугарите го наметнаа. Да, го наметнаа, така е. Се допаѓа тоа. Но и од друга страна, дали треба посериозно се загрижат Европа, дали има случајно руски свет во Бугарија, бидејќи таму трета политичка опција по силина е проруска партија и нивниот председател. И влијанието на рускиот свет или кинескиот или српскиот свет во Македонија не е толку многу опасен, колку што е опасен во земја членка на Европската унија, кој генерира само проблеми. Во таа смисла, ако они имаат недостаток на стратегија ние да бидеме земја членка, за да го неутрализираат тој руски и кинески свет, затоа што механизмите се во Европа, тогаш станува збор за една длабока лицемерна политика. Ако вие обвинувате држава, кој вие надвор ја чувате од себе, а е под влијание затоа што вие немате стратегија да внесете во вашата зона на интерес, е во најмала рака лицемерна, бидејќи таа земја која го буткаше тој извештај, Бугарија е можеби од сите земји со најголемо руско влијание во Европа. Тоа е првиот момент. Вториот момент е ние сме научени на лицемерието на дел од Европа, европската бирократија, кон Западен Балкан и кон Македонија. И Еди Рама го иронизираше тоа, дајте ние да направиме војна за да бидеме најблиску до членството на Европска унија, бидејќи е проблем да донесете 7-8 милиони луѓе во Европа, а сте спремни да донесете војна во Европа со Руската Федерација, мислејќи на украинската територија, која може да биде фаворит, но тоа е политиката, а не се критериумите. И тоа на Европа и се удира од глава, бидејќи и Бугарија и Романија влегува од геополитички контекст, а не заради критериумите, и после имаат проблеми во однос на перење на пари, злопотреба на фондови и така натаму. Сепак мислам дека Европа не ја научи лекцијата, што значи Западен Балкан за нејзината геостратешка положба во светот. Проширувањето е геополитички процес. И оние кои го имаат од отсуство на своето видно поле, тогаш постојат други сили кои може да го заземат тој простор. Ние имаме среќа што тој простор го има заземено со Соединетите американски држави на оваа територија и они се гаранторот дека ние ќе успееме порано или подоцна да бидеме земја членка на Европската унија. Сепак многумина го гледаат оној момент што го спомена ти со третманот на Западен Балкан, дека планот
за раст е всушност еден вид на компензација за членство, дека не фарбаат и нас, како ја фарбаат и Украина и Молдавија, но за да не се разочараме премногу, па еве планот за раст, па по 50-100 милиони, 200 милиони ќе добивате, нели, во одредени транши, за да останете на европскиот пат, како што кажа, имаат среќа што Америка го има запоседнато овој терен и не дозволува да се излезе надвор од приказката, но дали планот за раст еве според тебе компензација за вистинското членство кое што го нема и тешко е дека ќе го има во догледно време. Да. Финансите се секогаш добра компензација. Ќе купат мир, но тоа не ја решава големата слика дека овие држави заслужуваат полноправно членство на НАТО, бидејќи поминале низ конфликти. Војната во распад од Југославија, меѓусебни конфликти меѓу државите, сето тоа го има менеджирано европската дипломатија. Критериумите кои ги носат реформите на болното општество, овие земји членки на Западен Балкан, генерално први ги седат политиките на Европа и на САД конкретно, дали било тоа санкции до Руската Федерација, дали тоа политики која Кина ја чуваат на страна од овој простор. Е жално да биде надвор од Европската Унија, бидејќи има многу повеќе направено од некои земји членки кои се сосила земени во Европската Унија без никакви критериуми. И ако ќе ве посетам, со Бугарија има проблеми во однос на донација на оружје во Украина. Со бугарите има проблеми и со румунците да испорачаат војници во Ирак и Афганистан. Кирил Петков го гаѓа со топки снег кога зборуваше против Русија, така што нас не обвинуваат за руски влијанија. Тоа е лицемерието. Да. Сепак мислам дека во Европа ќе дојде некоја друга политичка клима. Светот се менува, со тоа и Европа. Не значи ова застои за нас, туку треба ние да се екипираме, да работиме внатре, ќе ги следиме геополитичките случувања и тоа што ќе имаме најголем интерес и ние ќе бидеме земја членка на Европската Унија. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам и на вас. Ми беше чест. На мене. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.